Што прочитав од одлуката што беше објавена во Службен весник, јас истолкував дека се работи само зголемување на платата, односно зголемување на коефициентот на директорот на Државниот завод за спасување, моментално е Нели Стојан Шајкилов. Се покачува коефициентот за 20 и 0,20 и неколку поени, што значи дека во нето плата сегашниот директор ќе има зголемување на плата од 200 евро, односно 12.000 денари. Она што нас не фасцинира, тоа не е кај сите, значи, само за него. Како што сега стојат работите не е кај сите, ниту она што фасцинира е леснотијата и дволичноста како тоа владата си го прави кога се работи за функционерите, а не се работи за работниците. Владата си има донесено, не оваа влада веќе одамна има посебен закон за плати на именуваните избраните лица. Тоа си е посебно. Тоа си е посебен закон. Меѓутоа сега владата, оваа влада си има донесено, се повикува на член 2 став 3 од тој закон, дека самата влада ги утврдува личните доходи на избраните и именуваните функционери. Си има донесено направена посебна одлука, во која одлука ги има коефициентите од премиер, председател, па сите надоле функционери, и владата на било која седница, секој вторник што се одржува, значи дека може да се ги зголеми платите.